Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Работите за француската модна куќа Шанел доживеа вистински пресврат откако во 50-тите години на минатиот век холивудската икона Мерлин Монро. На прашањето што носи во кревет, одговори Шанел No. 5. Славата која тогаш ја стекна благодарение на легендарната актерка трае и ден денес. А Шанел во текот на годините на своите купувачи им носеше бројни иновации, па сега отидем и чекор понатаму. Луксузната марка на пазарот пласираше ретка колекција на парфеми со неверојатни цени. Едно шишенце од парфемот чини неверојатни 3200 евра. Парфемот се вика Grand Extraid и ќе биде најскапиот парфем на сите времиња. Големата цена на парфемот не се должи само на неговиот мирис, туку и на рачно изработеното шише. Од модната куќа истакнуваат дека парфемот е наменет за колекционерите на луксузните предмети. Роберт Дауни Џуниор, 48 годишниот актер, има шанси да стане најплатениот актер во историјата на Холивуд, што вреди $100 милиони, доколку се потпише договорот за продолженијата на успешните филмови. Агентите на Дауни наводно имале состаноци со првите луѓе на студиото Марвел во обид да се потпише нов договор во следните неколку недели, кој ќе подразбира плата од $100 милиони плюс процент од заработувачката на киноблагајните. Глумецот веќе откри дека шефовите на Марвел веќе биле засрамени од хонорарот од $50 милиони што тој го добил за улогата во Одмазници. Минатата недела беше јавено дека студиото се уште се нема договорено со главните актери и дека Роберт Дауни Џуниор ја предводи заедничката битка со студиото за подобри договори. Агентот Джек Бауер следната година се враќа на малите екрани. Серијата 24 повторно почнува со емитирање, а главниот глумец Кифер Сатерланд се согласи да се појави во новите продолженија. По 8 сезони серијата пристана да се прикажува, а долго време се зборуваше за можниот филм кој би ја завршил авантурата на Джек Бауер. Во новата сезона ќе има само 12 епизоди. Серијата би требало да започне со прикажување на почетокот на мај 2014 година. Во научно-фантастичниот филм Gravity, Сандра Булок и Џорџ Клуни се астронаути кои остануваат сами во Вселената откако нивниот вселенски брод е уништен. Трейлерот започнува со мирна сцена во која Клуни ја гледа земјата додека лебди над планетата во астронаутско одело. Но веќе во другата сцена се создава хаос. Карпи удираат во нивниот брод и го уништуваат, а тие двајца остануваат лебдејќи во Вселената, прикачени за деловите од бродот кои се движат со голема брзина. Тешката борба за живот е одлично доловена со визуелните 3D ефекти. Филмот го режисира Алфонсо Каурон, а ќе биде прикажан во кината од 4 октомври. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.